За нејзиното творештво се вели дека ги преиспитува сложените аспекти на човечкото искуство. Дипломирала 2018 година на катедрата за графика со конзервација и реставрација на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, каде денес на истата катедра е асистент. Реализирала 3 самостојни, а учествувала на повеќе од 60 групни изложби во земјава и странство. 2020 Друштвото на ликовни уметници на Македонија ја награди за минијатура со признанието Златна четка, а годинава ја освои главната награда на 21-виот зимски салон во организација на ДЛУМ. Почитувани гледачи, во ова издание на Култ култура ни гостува академската графичарка и асистентка на ФЛУ Ана Спасова. Ана, добар ден, добре дојде во Култ култура на телевизија Телма. Најпрвин честитки за наградата што ја добивте на 21-виот зимски салон во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Наградата ја добивте по одлука на кураторката од Љубљана Лилјана Степанчик, а се однесува на вашето дело решение во исчекување. Па што за вас значи ова признание и воопшто што за вас значеше учеството на зимскиот салон на ДЛУМ? Ви благодарам прво за поканата и можноста да се биде дел од оваа емисија. Да, јас сум овогодишниот добитник на наградата на зимскиот салон во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Што представува за мене таа награда? Па прво можам да кажам дека представува големо признание, чест да се биде добитник на награда на манифестација од овој тип, која што е со толку долга традиција и историја во нашата држава. Понатаму представува голема афирмација за мене исто и значење за како млад автор, да се добие оваа награда, да се биде одбран од страна на меѓународен куратор и голем поттик за понатамошно творештво и активност на ликовната сцена во Македонија. Сега нешто тука би кажала исто околу самата награда. Значи, наградата представува двомесечен резиденцијален престој во Париз, во простор кој што заеднички го делат многу уметници од целиот свет, различни култури, различни генерации кои што живеат и творат заедно во тој простор. Тоа е нешто на кое што многу се радувам и се надевам дека ќе ми биде едно убаво позитивно искуство. Го гледам како можност да запознавам нови луѓе, можност за нови соработки во иднина кои што ќе се прошират надвор од државата. Така, голем поттик за мене за во иднина. Мислам дека ќе ми отвори нови видици за понатаму. Наградата ја добивте за делото решение во исчекување, кое е инспирирано од примери на девастација на нашата животна средина, на тоа дело во форма на правоаголник, во кое беа поместени 72 коцки. Имавте најразлични записи од девастација на нашата животна средина, од палење електронски отпад, преку палење диви депонии, протести поврзани со тие случаи и слично. Но она што е интересно е дека така како што беше направено делото, реферираше на зададеното мото на зимскиот салон, а тоа е мора да се потрудиме да го постигнеме она за што ни беше кажано дека е невозможно. Веројатно на тој начин и делото се избори за првата награда. На самото дело гледаме прикази од тие еколошки кризи во Македонија врзани со загадувањето, но тие се врз сите тие прикази, тоа се јавно достапни визуелни записи, врз сите тие записи е интервенирано од моја страна во дигитален софтвер, че направени се фрагментации на тие записи, направени се промени во однос на смалување на резолуцијата за да добиеме таа нели специфична пикселизација на приказите, понатаму интервенции во однос на колоритот на бојата, тоновите. Да, сето тоа го направив свесно со цел да ги доведам приказите што се таму видливи до степен речиси на непрепознатливост. Зошто тоа одлучив да го направам? Со тоа сакав да алудирам на една состојба што ја гледам денес кај обичниот човек, кај народот, една состојба на апатија, рамнодушност кон сите овие случувања
што се дел, што се поврзани со нашата со животната средина, со нашиот живот. Значи можеби тоа е резултат на тоа што сме постојано бомбардирани медиумски од такви информации, но сепак не гледаме никакво решение институционално. Значи само се повторуваат, се разлекуваат до безкрај, некои прашања постојано се отворени, а не гледаме решение. И со тоа, всушност, со таа пикселизација неможност да се препознаат сите тие настани таму, сакав да ја прикажам таа состојба на рамнодушност, на едно оттуѓување од тоа се што го гледаме таму. Си го препознаваме до некој степен, но не целосно. Преку ова дело вие се представувате како уметник-активист, односно ангажиран автор. Не е често во нашиот културен контекст уметниците јасно и директно да еманираат пораки поврзани со горливи теми од нашата стварност, но што е она што за вас беше тука важно? Сметам дека треба да се зборува. Сметам дека е многу важно да се зборува, но исто колку што е важно да се зборува, исто е важно што се зборува и на кој начин тоа се зборува. Сметам дека секој човек, посебно млад човек, треба да истражува, да биде во текстот тоа што се случува во нашето општество, во нашата средина, да изгради критички став, аргументиран став, да ги види кои се јасно проблемите и да се обиде да понуди самостојно некакво решение, да не се плаши да го крене гласот. Како ангажиран автор се представивте и со вашата претходна изложба, лани овде во Сулијан, насловена Простори помеѓу, шепоти во вдлабнатините, светла во надежта. Според историчарката на уметност Гордана Велков, преку таа мултимедијална инсталација вие сте прикажале телесна естетика на претрпена болка која е надмината, па за каква болка стануваше збор, лична или колективна, односно велшмерц, и како настана ова дело? Идејата позади сето тоа беше таа трансформација на болката, на болка, душевна болка, можеби емотивна, телесна болка. Значи тука поаѓам можеби од некои лични искуства на блиски луѓе, но одам надвор од тоа. Значи сакам да прикажам нешто што е универзално, за нешто во кое што може секој човек да се пронајде во одреден дел од сето тоа што е таму прикажано. Но не сакам тука само да застанам тука, значи да прикажам нешто што го гледаме како можеби непријатно, негативно, но важна ми е и таа трансформација на тие искуства што наведом ни изгледаат негативни, значи што може да произлезе од тие искуства со таа трансформација, што може од нив да произлезе, како можеме да пораснеме од тие искуства и да научиме нешто ново за себе, за другите, за светот, како можеме да го смениме тој поглед кон светот низ тие лични искуства. Имаше многу позитивни коментари од публиката, посебно од млади луѓе, што ми беше драго, што секој од посетителите успеа себе си да се пронајде во, можеби не во сево, но во некој сегмент успеа да се пронајде и ги допре тоа. Ја видов и насмевката на нивните лица, тоа препознавање во очите што ми беше многу важно. Убави коментари добив и можам да кажам дека сум задоволна од целото тоа искуство. За вашето творештво, како што реков и во најавата, се вели дека ги преиспитува комплексните аспекти на човечките искуства и дека од гледачите очекувате да рефлектираат на теми поврзани со минливоста на времето, идентитетот, сеќавањата и така натаму. Како ја објаснувате таа потреба? Сето тоа се прашања што сметам дека секој човек треба да си ги постави на себе во некој дел од животот. Сега не постојано да се преиспитува, бидејќи со тоа одиме во некоја друга крајност, но мислам дека е важно од време на време да си ги поставиме тие прашања кои сме
зашто ги правиме одредени работи, која ни е целта, каде се гледаме себе си. Мислам дека тоа се ќе ни помогне да живееме еден живот кој што е посвесен, повеќе поавтентичен на нас самите себе си, повеќе во склоп со некои наши лични вредности кои ни се водилка во животот, да бидеме подобри кон себе и кон околината, кон блиските. Вие сте дипломиран графичар, исто така и магистриран. Како што реков, асистент сте на Факултетот за ликовна уметност, каде и го снимаме овој разговор на катедрата за графика, но во вашите дела неизбежно е да се забележи таа мултимедијалност, па сепак печатот на графичар не изостанува. Едноставно не можете да избегате од себе. Долги години веќе се занимавам активно со графиката и можам да кажам дека гледам дека извршила големо влијание на мене како човек и во творештвото. Графиката е една многу специфична дисциплина, значи си бара посебен работен простор, посебни алатки, не може било каде да се работи. Освен тоа си бара еден посебен пристап. Бара голема дисциплина, педантност, внимателност, трпение, големо трпение. Тоа често и се шегуваме често со колегите додека работиме долу во графичкото ателје. Што правиш сега? Еве, чекам да се исуши хартијата, чекам да се исуши асфалтот. Постојано нешто чекаме. Значи, графиката е дисциплина која што бара да работиме полека, внимателно, да бидеме тука присутни, да не брзаме. Исто така, нешто што е специфично за графиката е тоа што ние мораме да гледаме чекор до два неколку фази понатаму, бидејќи ние кога работиме на една графика, на клишето постојано правиме некакви интервенции по хемиски, по механички пат, но крајниот резултат ние го гледаме само на отисокот на хартијата. Тие белези на графиката ги гледам во моето творештво, дури кога не се занимавам со графика, кога продуцирам дела во други медиуми, јас се уште размислувам како графичар. Тоа е станато дел од мене, нешто од кое што сум го прифатила дека е така и да, не можам да избегам од тоа. Да. Каков е третманот на младите уметници од страна на државата? Дали може да се живее од вашата професија? Какво е вашето искуство? Не е едноставно, посебно во денешно време на големи економски кризи. Секојдневно сме сведоци на некакви нови немири, дестабилизации во светот, голема експанзија на вештачката интелигенција која што е секојдневно во пода ми е тука да остане. Така да, тоа се нешта кои што влијаат не само на струката уметник, на сите струки се подеднакво засегнати на свој начин од овие промени во општеството, па така и уметноста. Сето тоа ќе побара од нас едно адаптирање кон овие нови услови, редефинирање на тоа што значи да се биде уметник денес, што не е во принцип нешто ново. Значи, дефиницијата за уметноста се менува од епоха во епоха, од период во период. Не е нешто што е дадено еднаш за секогаш. Она што е нешто што една нишка која што провејува ни се тоа е потребата на човекот да твори, да остави некаков белег за сопственото јас, за сопственото постоење во светот. И тоа е нешто што мислам дека ќе остане. На кој начин сето тоа ќе се реализира во еднината, како ќе изгледа, останува да видиме, да го живееме животот, да видиме што ќе ни донесе. Нешто што е важно според мене за млад човек денеска што сака да стане уметник. Ана, јас ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам јас. Тоа беше, почитувани гледачи, Ана Спасова, добитничка на главната награда на 21-иот зимски салон на Длум во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Емисијата заврши, но вие останете на програмата на Телма и имајте убав ден.